утро, среќен петок, среќен викенд ви посакувам денеска на 283-тиот ден во годината. Температурата во главниот град изнесува 11 степени над нулата, што имаме за 2 степени посвежо утро од вчерашното, но се надевам дека она што прогнозирале метеоролозите, дека наредниве 4 дена ќе имаме растечка прогресија на температурите и дека до вторник ќе имаме многу повисоки температури, па малку ќе се олабавиме во текот на викендот и престојните денови, вистина ќе се обистини. Денеска, 10 октомври, е светски ден на менталното здравје. Секоја година на 10 октомври се промовира јавната свест за менталното здравје, се шири благосостојбата ширум светот и се привлекува внимание на сите предизвици поврзани со менталното здравје. Овој ден е прилика за општествено обединување со цел подигање на свесноста, споделување на знаења, делување во интерес на подобро ментално здравје и добросостојба на целата заедница. Секоја индивидуа, независно од разликите, заслужува да ужива ментално здравствени услуги по највисоки стандарди. Овие права ги опфаќаат заштитеноста од ризици, достапност на висока квалитетна здравствена нега, како и слобода за личната независност во рамките на општеството. Токму на оваа тема, на овој наслов, ќе ни биде и темата на која што вие ќе можете да коментирате во првиот дел од денешното издание Светски ден на менталното здравје, како да останеме присебни и покрај секојдневните предизвици со кои што се соочуваме секој ден од нашиот живот. Втората се разбира е слободна како и секогаш, а наши гостинки денеска, едната е токму на темата во вториот дел, а првата е доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиотерапија во Аџибадем Систина. Знаете дека секој петок ние имаме гости од Аџибадем Систина, а ќе го отвориме дискусијата за она што традиционално секој октомври го нарекуваме и Розев октомври, се случува на глобално ниво. Октомври е месец за потигање на свеста за карциномот на дојка и новата технологија во Аџибадем Систина со кој имаме современ, навремен третман за овие болести. Втората гостинка е Розалија Секуловска, психолог, психотерапевт, и со неа ќе проговориме нешто поврзано со менталното здравје и психологијата на старењето. Како е нормално да се старе и кои се најчестите стереотипи во тоа трето доба, наречено. Имаме и други прилози кои што сум сигурна дека ќе ве заинтересираат, да речеме Ивана ќе ја имаме на линк некаде после вестите во 8:30, ќе разговара со Марија Таировска за есенскиот базар за поддршка на современите занетчи, потоа имаме еден прилог на колешката Ирина Спировска, која разговараше со Ивана Серафимовска, која освои прво место од жири комисијата на фестивалот Охридски трубадури во оваа 2025 година, и тоа се тие содржини кои што сум сигурна дека ќе ве задржат заедно со нас се до вестите во 9:30, а претходно ајде да ја погледнеме прогнозата, слична на вчерашната, но имаме сончево време со мала до умерена локална облачност и ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Така ќе биде на територија на цела земја со максимални 22 во југот, на југот во земјата, 20 во Скопје, а 12 или 13 во Полошкиот и во Беровскиот регион. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам на почетокот. Ве очекувам да бидете со нас во наредните 2,5 часа и се разбира да искомуницираме, некогаш критикуваме, некогаш имаме нешто и да пофалиме, но како и да е, битно е да сме будни и да сме активни. Одиме со краткиот преглед на вчерашниот ден. Шест часот 52 минути ве поздравувам сите кои нешто подоцна овој петок ни се приклучувате и сте заедно во уште едно издание на утринската програма. Денеска, 10 октомври, е Светски ден на менталното здравје. Оваа година под мотото Нашето психичко здравје, наше право.
Македонија се придружува исто така кон иницијативата Менталното здравје како универзално човеково право, а како, каде во текот на денот ќе има предавања, работилници и слично, ќе ве информираме подоцна, се разбира. Тука би ви дала збор вас, бидејќи знам дека со нетрпение очекувате да ни се јавите. Може би веќе и ги имаме првите двајца гледачи на линија, но како еве да останеме присебни и покрај сите секојдневни предизвици, стресови со кои се соочуваме, бидејќи со напредокот на технологијата знаеме сите дека зголемено е нивото на стрес и зголемени се сите оние негативни состојби кои што и тоа како ја разнишуваат нашата психичка состојба. Го поздравувам првиот гледач ова утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Сузана. Поздрав тоа си Алфа телевизија. Благодарам. Игор од Битола, вака, јас ја поздравам кампањата на градоначалници. Христијан Мицковски го поздравам. Мојата ментална состојба е добро, јас докторирав малце, не малце, многу во сточарството, сточарски, знаете да сум сточарски техничар, сточарство. Јас го знам лекот морфиум, најважниот лек на Словенија. По Словенија, Словенско училиште беше тоа што учев. Борис Кирич, во Битола, земјоделско Борис Кирич. Сега е Кузман Шапкаров, македонско, но јас учев во Словенско училиште. Значи, менталното здравје во светот е најбогатата мисла на Господ и понатаму и секој кој има ментално здравје е богат. Е богат човек. Позаду сите богати луѓе на Македонија и сиромашни. Поздрав во светот на менталното здравје на мојот ред да се употребуваат чај, апчиња, таблети, храна, хигиена, да биде хигиенска чиста храната, вода чиста, потоа облека чиста, облека. Најважното се е сите установи има туширање, да се истушира со топла вода, со шампон. Потоа храната е чиста варена, во чисто тенџерче, млекото, јогурт, се да се консумира и многу треба таблети, мед, за менталното здравје. Моето здравје е во ред. Ви пожелувам добро здравје на сите во светот и среќна работа. Хвала ви. И благодарам. Посакувам со леснотија да ги поминувате деновите. Ајде да го чуеме следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Вака сега. Менталното здравје, според мене, подразбира духовно здравје на психата. Така ја го разбирам. Значи имаме физичко здравје, овие физички болести и болести на умот. Менталното здравје, тоа значи здрава мисла, тоа значи помалку стресови, нервоза, помалку овие хемиски субстанции, тука ги ставам и алкохолот и дрогата, затоа што мислам дека тие највеќе го штетуваат мозокот. Сватете, научно е докажано, дека сите болести на телото одат од умот, од психата, од нездрава психа. Знаете за сугестијата, плацибо ефектот. Знаете за време на Втората светска војна Менгеле, тие фашистите како експериментирале. На 100 затвореници им дале вода, им рекле ќе го отруеме со инекција. Над 80 починале од сугестија, од плацибо ефект. Исто со плацибо ефект може да се лекуваат луѓе. Значи умот на некој начин лачи преку жлездите, дава наредба на жлездите, се злачат хемиски субстанции и луѓето
хормони, односно, и луѓето може или да се разболат или да оздрават. Значи, сите болести доаѓаат од стресот. Во едно сиромашно општество, како што е Македонија најсиромашната земја во Европа, и уште ќе биде пострашно, сиромаштијата и неправдата го создаваат стресот. Замислите вие да имате, да не работите или да имате мала плата и некој му текнало полицаец затоа што така му кажале да ве казни. Уште полошо ако неправедно ве казни со казна. Па потоа извршители, па тоа е најголем стрес, кога немаш, а мораш да дадеш. И додатно плюс казни да плаќаш. Тука народот највеќе страда во Македонија. Решението е повисок стандард. Луѓето највеќе добиваат притисок и тешки болести и брзо умираат ради стрес. А стресот доаѓа од немаштијата. Кога немаш, тогаш стресот е најголем. И, значи, решението е поголем животен стандард, кој што може во Македонија да се обезбеди само на еден начин. Да се разбуди македонскиот народ, да се обедини и да бара потекло на имот, да се врати све што е украдено овие 30 години, тоа се милиарди во прашање, и стратешко пријателство со Кина, за да изградат фабрики овдека, за да порасне стандардот. Само со производство и фабрики, затоа што до сега Македонија живее само од, да кажеме, од кредити. Да, веќе навлегуваме. Ви благодарам многу. Веќе навлегуваме во друга тема. Минутите истекоа. Ви благодарам за јавувањето. Ајде да го поздравам следниот гледач. Повелете. Ало? Добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро, господја Божа. Како сте? Па да ти кажам, Сузе, со времево ви е баш најдобро и затоа се јавувам малку да се комуникацијата да не отрде од реалноста. Од реалноста, не сакам да кажам. Да. Затоа се те борам со неја. За нормален живот да има човек, само мирен живот, да имаш нормално да јадеш, да пиеш, да платиш рачуни, да живееш, деца да школуваш, тогаш нема да има стресови. Као што немавме ние за време Југославија. Детето си оди на школа, си работиш од до работното време, одговараш за жените, да се сготвиш ручек, да се дадеш и нема зашто да имаш стрес. Него само гледаш да завршиш работата и по план да одмориш и да земеш децата и да излезеш да ги прошеташ, да ги изнесеш дали до град, да погледаат, зависи каде живееш, да се и они релаксираат, а не само да викаш учи. Сега само тоа. Сега се само со мобилниот и нормално стресовите се ствараат од ништо. Затоа што секој треба сам да си го направи животот, да му биде убав. Ако не си го сам кроиш планот, како да живееш, нема тука позитивност. Само негативно и само че се јавуваат разни стресни болести. Сите болести потекнуваат од мозокот, поготово овие што се психичките болести. Така да секој човек, дете, било кој да е, треба да има разбирање и слога во семејството и во општеството. Општеството исто е до семејство што го ствараме ние, луѓето. Како ќе се понашаме, така ќе го имаме. Ние од вај чекаме да дојде пензија за да преживиш. Лековите отидоа многу скапо. Се е скапо и поскапо. А ќе дојде, што викаше да стара во времето, јас кога бев млада, вика ќе дојде време кога ќе имате пари, ќе нема што да купите. И стварно иде натака времето. Све што, вика, слушај паталеца, не гаталец. А сега ние само размислуваш како што да направиш, да обстанеш во живот, да мислиме на здравјето, дека здравјето ни потекнува од мирен живот, од луксузен живот, да се прошеташ, да разбереш мисли со некој позитивен човек, ако е негативен, не е подалеку од него. Така да сам треба да си го створиш начинот на живење. Ова наша политика ќе да уништи
Сега е добро што ги има вчера и денес овие емисии, малце да се тргнеме од таа политика. Они се борат за фотеля, а ние ќе се бориме за стресови. Порно, немој да слушаш што зборат, само тераш по свое. Да ти биде животот на тебе убав, а не на нив. Они само направија две класи да се богати и сиромасни. Сиромасите да ги тепат главите од зид, а богатите дека идат по Дубај и по Малта, по секаде дека се шетаат, затоа што ние им пружаме шанса да они уживат и да скредуваат од навиките за живот. Благодарам супер за разбирањето. Благодарам многу. Се најубаво. Се најубаво и вам ви посакувам. Ако малку ви го намаливме стресот, јас сум навистина среќна ова утро. Добро утро на следниот гледач. Добро утро. Добро утро и вам, повелете. Јас постојано ве го следам. Втор пат се јавувам кај вас. Драго ми е. Еднаш се јавив, сега ми е втор пат во тоа време. Многу ве почитувам, многу, премногу ве почитувам. Благодарам. Како да останеме здрави? Здрави ќе останеме ако сме задоволни од тоа што го имаме. Мислите ли дека животот на село, да ве прашам? Ако ги гледаме луѓето околу нас како луѓе, Дали сметате дека животот на село малку повеќе би ни го намалили стресот, бидејќи во градовите е навистина многу стресен животот и секојдневието? Така дека стресен е животот, тачно дека во градовите е повеќе стресен животот. Младите не можат така да се добро снајдат. Во село луѓето се порелаксирани. Тие живеат со комшиите, живеат со роднините, живеат со пријателите. И со земјата, човек што работи земја нема време да биде под стрес. Нема време да биде под стрес и има се свое. Влегува во својата бавча и откинува домат, откинува пиперка, откинува зелка. И така живее и е задоволен. Јас, например, живеам во град. Јас сум стара господја, но и тогаш ви кажав, дама не се прашува за годините и нема да ви кажам, но сум задоволна сум. Да не си задоволен од денешната власт и да ја напаѓаш, па ти си стално под стрес, стално си под стрес. Да се јавуваш стално да напаѓаш некого, ти си исто така под стрес. Да се јавуваш само со цел да кажуваш лоши работи. Да кажеме позитивно, да кажеме за нашата влада позитивно, да кажеме за нашиот премиер позитивно, да кажеме за нашите луѓе позитивно, да кажеме за нашиот народ позитивно, да кажеме за нашата убава Македонија позитивно. Тогаш ќе бидеме сите заедно, тогаш ќе бидеме сите среќни. Да ги гледаме децата, да го сакаме сопругот и тогаш мислам дека и општеството ќе се промени. А така како што се понашаме, мислам дека не може да бидеме здрави, не може ментално да бидеме здрави. Да, ви благодарам многу ако беше тоа се, посакувам почесто да ни се јавувате. Многу интересна тема, долга и широка, но верувам дека ќе имаме време и во првиот и во вториот дел да се надополнуваме и гласно да размислуваме на темава. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, добро утро. Па, видете, ако не го кажете својот глас јавно, тогаш значи дека не постоите, тогаш не амрот на маса. Тогаш дозволувате некој друг да ве води и да ја прифаќате неговата филозофија. Слушај што ти зборам, не ме гледај што работам. Тогаш се поставува прашањето, ако е така, зошто воопшто постоите на овој свет, ако дозволувате некој друг да ви го диктира животот, а вие едноставно се слепа да прифаќате. А каде глава на раменици носиме за да мислиме со собствената глава? Па Боже мили, Господ ни дал глава за да расудуваме и мозок, онако. А ја ако слепо прифаќам се, она што ќе ми го каже мене некој друг, тогаш што сум ја? Желатин маса наместо мозок. Видете, ако премногу се оптеретувате со тоа што другите зборат за вас, тогаш имате проблеми. Меѓутоа, ако сето тоа го ставите и резонирате дека вие сте единка која има право да живее сам и да си расудува сам, тогаш нема што, и ако нема што да се оптеретуете.
со тоа што некој друг збори или како збори. Затоа што луѓето во својот развој ги развиваат своите карактери, некој позитивно, некој негативно, да ви кажам право. Мојата девиза во животот е, ако тој рипа во Вардар, не морам јас да рипам во Вардар. Но нема да дозволам па никој ни да ме шета. Да прифаќам дека биолот лета. Дека туку имам очи и имам глава и гледам дека оди по земја. И затоа ќе се спротивставам. Но животот ме научил и животната школа да бидам задоволен со минималното. Затоа што кога ќе бидете задоволен со минималното, можете многу лесно да одите да го барате максималното ако сте алчен. Но ако се научите на минималното, нема да се оптеретувате ви од премногу од ментално да се оптеретувате, затоа што сте доживеале долната граница. Сега имате луѓе што не ја доживеале долната граница, имале лагоден живот затоа што дозволиле да лета биолот, и сега кога доаѓаат во моментот кога ја допираат долната граница, се им е тешко. И почнуваат да се оптеретуваат. Не. Некогаш треба да расудите, да кажете што е реално, што не е реално. Ке земам да кажеме во минатото што се случило со некои пропаднати, да не речем, стедилници. Ја речем, тие луѓе ги осудам, знаете зашто? Алчноста нив ги изигра, не ги... Кај се ги изигра државата, ги изигра и нивната алчност. Затоа што не беа свесни да резонираат дека во тој даден момент, ако државата дава 3% камата, не може некој вас приватник да ви дава 20% камата на вашите пари. И вие да трчате слепо да му ги поставите. Сега ќе ви кажам еден друг пример каде. На времето имаме ние една понуда за една фирма, која сега исто се рекламира на Скопје, за осигурување по живот. А тоа беше да штедите, како што на запад, за пари и утре кога ќе дојдете на некоја граница да си ги повлечете парите. На најобично прашање на тој представител, ја му реков каде е фирмата реосигурана, ме интересира. Кој ќе гарантира ако вие пропаднете? И кога ќе видите дека тој почне да верла, да петля нешто, вазистано е јасно дека вие едноставно ги пуштате парите во бунар и не ја играте играта. Просто едноставно прашање. Каде сте бе вие пријател реосигурани? Кој ќе гарантира ако вие пропаднете? Он нема одговор. И тоа ви е ваш веќе сигнал. Што значи, ние не треба слепо да прифаќаме се што ќе ни се каже. Затоа и премногу си да после тоа страдаме, па крив ни е овој, крив ни е оној. Не. Да, ви благодарам многу. Истекоа 3 минути да дадеме простори на останатите гледачи. Добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро. Како сме? Среќен и убав ден. Среќен и вам да ви биде. Светски ден на менталното здравје. Сузе, ја гледам сопруг со ментално здравје. Тоа е многу тешко, кој што не го доживеал не знае. Од многу тешки операции, не знам да ги наброам више, 3,5 години беше укостозглобна, у Скопје нога 3 пати му се чеа, тоа сето е стрес, тумор у глава го оперисаа, тоа е стрес, ослепе, се му се собра со тешка епилепсија, никој Сузе не те пита дали ти е добро или не. Само секој вика, ја не сум одговорен за тоа. Значи, сите институции прошетав, ако немаш твој човек да стое зад тебе, сегде ти викат Скопје не ни одобруе, ни на тие што требеше му одобреме, чекајте ако умре некој, тогаш вас ќе ви одобриме. Тоа е, Сузе, малтретирање и ја ментално ќе станам. Тоа е душевна болест. Не одам више никаде, не барам никаква помош, додека ме држат нозите, ќе одиме, каде паѓаме, каде ставаме, каде глава скапана, каде рака. Тешко се спробираме, ама нашите институции немат слух за тоа. Туку ти викат сите се болни. Дали се сите, тоа е знак прашалник. Значи, требе да го почитуваш и оној што бил болен, може на времето бил прв мајстор, имал златни раци, се работел, а сега не знае како се вика. Да ги поздравам нашите институции,
да се завртат и назад да погледнат за другите. А ние од срце и душа чекаме да дојде гласањето, да гласаме. Гласавме и за парламентарните избори. Човекот со прстот гласаше, не знае да се подпише, не знае како се вика за промени. Што се промени за некој, а не за секој? Ако си наш, ако не си, оди си од кај што си дошол. Така да нашите институции малку да поведат ред и за другите. Не бараме многу, ама малку да има кој да те охрабри или кој да те праша или кој да ти влезе во дом. Никој. А викаат сите ги почитуваме старите лица изнемоштени, ги гледаме. Никој 3 години не е дошол и не е прашал. Пријатно сузе и многу фала што ме слушат. Ви благодарам и вам што ни се јавивте. Еве помеѓу време додека го поздравам следниот гледач, една информација. Голем земјотрес со 7,6 степени по Рихтер го погоди јужниот дел на Филипини. Издадени се предупредувања за разорно цунами и во моментов се евакуира еден од поголемите градови на Филипините, Давао, во кој живеат повеќе од 5,5 милиони луѓе. Значи, се врши итна евакуација затоа што се очекува како последица на овие 7,6 степени разорно цунами. Ке следиме што ќе се случува во текот на денот, да се надеваме дека нема да има жртви од човечки фактор. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, во ден, среќен ден. Благодарам. Исто и вам, повелете. Темава е тешка, жешка, што се вика, тешко е за дискутирање. Треба да ги почитуваме, што се вика, денот на менталното здравје и да му посветиме поголемо внимание. Ако ништо не може да го, што се вика, на некој начин пресретнеме, тоа е менталното здравје, затоа што тоа само доаѓа, не е, да решиме, се сопнат, паднат, па некој ќе ме крене и слично. Менталното здравје е многу лоша болест, бидејќи, значи, тој што ќе се разболи од ментално здравје, прво го губи свеста, го губи памтењето, губи, ама све потполно губи. Ние сме имале во фамилија каде што човек излегува од дома, а не знае да се врати дома. Така да речеме, лично ќе речем за себе, јас преживеав и добив шеќер од некакост и стрес. Значи, во фамилија не сакана последица беше и си останам со, да речеме, со тој шеќер и до кај ќе си го носам. Така да, во оваа ситуација, сите оние кои што се на некој начин запатени од тоа ментално здравје, треба околината, роднините, пријателите, под број 1 да му помогнат, да му приидат, што се вика, ако треба, што се вика, да го носат и да прошета и на болница, и на лекар, и секаде. Значи, со еден збор, тој човек е зависен од околината и не треба да го запоставиме. Треба, што се вика, од петни жили да се трудиме, да му помогнеме, колку може, што се вели, на некој начин да го преживее тоа, да подолго поживее, и да има помалку проблеми. Затоа што овдека не се знае што може да направи таа особа со такво здравје. Може прво да речеме да посегне по животот на друг. Прво може да посегне по својот живот, да скокне пред возило, може да скокне од мост на река, може се вика да се качи на дрво да падне долу. Значи, така да стварно ова, значи, нема дефиниција која што може да одредиме и да кажеме јас нема тоа да го направам. Меѓутоа контролата ја води некој друг центар во мозокот да води таа контрола и затоа може да се случи, што се вика, во непредвидено време, значи нешто да се случи и особата, што се вика, се збор пред време да замине ономо каде што не треба да замине. Благодарам, поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. 7 часот и 17 минути. Веќе го поздравувам следниот гледач, повелете. Добро утро, почитувана Сузе и Алфа телевизија. Добро утро и вам. Сузе, јас за менталното здравје би сакал да говорам само за еден мал дел што влие на менталното здравје на посебно на македонците во денешно време. Ве молам, со слушајте ме.
Ве слушаме. Идеологијата исто така влијае на менталното здравје на луѓето. Ќе почнам со тоа што ќе кажам дека во млади години го гледав филмот Држте го крадецот. Во тоа време тој филм беше представуван и рекламиран под името Држте лопова. Впрочем, во тоа време сите филмови беа преведувани од англиски, па и другите јазици на српски јазик. Кога сме веќе тука, во Македонија немаше ниту еден припадник на ЈНА да служи во Македонија, а да е од македонско потекло. Тоа беше времето кога во сите поголеми градови се подигна војнички касарни и текстилни фабрики да се вработат македонските жени, се со цел да се уништат македонските села, а во исто време да офицерите со големите плати се сладат со македонските жени. Тоа беше време кога беше срамно да бидеш член на некоја поморовска фамилија. Тоа беше време на Удба, Ранковицки и Колишевски, со прифаќањето на колишевизмот, Мицкоски, а тој го наруши менталното здравје на македонците. Тој сака да вредноста го стандардизира тоа време како македонски патриотизам, а тие што се противат на тоа ги нарекува предавници. Му препорачувам да биде режисер на филмот Држте го предавникот. Него секој горделив македонец го потсеќа на заедничкото македоно-бугранско винато на историското ВМРО и како патриот бесрамно го користи тоа име. А како не ќе се наруши на гордеци? Вите македонци, како не ќе се наруши менталното здравје на горделивите македонци, а ја напуштаат Македонија. Тоа е тој господин Мицкоски, што вели држте го предавникот, а самиот е предавник прифаќајќи го колишевизмот. Благодарам и пријатно. Ви благодарам што ни се јавивте. Го поздравувам следниот гледач, повелете. Ало, Сузе, добро утро. Добро утро, господин Саве, како сме? Фала на прашање, Сузе, јас сум одличен. Сакав да се јавам на слободна тема, ама еве вака, оваа темата некако ме испровоцира. Вика, Светски ден на менталното здравје. Сузе, менталното здравје денеска човек на човек му го пореметува. Денеска човек, ако сака да е стабилен, треба човек со интелигентен човек, со разберлив човек, со кој може човек да разговара со него, така да своето здравје никогаш нема да си го наруши. Ама ние сме денеска такви, менталното здравје највише ни го нарушуваат љубоморствата, завидливоста. И тоа го руши менталното здравје на човек. Јас сум сигурен во себе. Сузе, ја ги читам твоите, сите пораки, кои многу убави се, многу ми се допаѓат во Фейсбук. Тоа се ја пратам, не? Да не ве нешто изненади. Ама со такви луѓе би сакал увек да контактирам. Ако ќе ми рече на мене некој си од таму, зошто ја не дојдам у Македонија да живеам? Абе, Сузе, тука нема тие такви работи оговарање. Никој не ми вика на мене лажам. Тој лаже, има пасош германски. Немам, нека слушне мој македонски народ, немам германски пасош и никогаш нема да го имам. Ама токму на тој доликува да ми каже 100 пати преку медиум дека ја лажам. Не? Тој лаже сигурно, па затоа навредува и умните луѓе. И затоа и државата пропаѓа. Сега го слушам човекот пред мене, Мицковски, го направи ментален народ. Како ги го направи? Ако ме некој тера мене да скокам некаде, да се убијам, па дали би јас скокнал?
а никој тоа не би го направил. А ние сме таков народ станале на денешното време, гледаме кој кого да го уништиме. Тоа не ми се допаѓа мене, Сузе. Сузе, верувајте ме, од нашите критики во Македонија не ми се повеќе доаѓа. Многу имам прекрасна куќа, многу убава куќа, многу богата е куќа. Не, више ми згнацни. И земја имам. Опште не ми се, верувајте, Сузе, да дојдам. Опште не ми се доаѓа. Дошол би само да гласам и да се вратам за 24 сата. Толку ми е досадно станало на мене од нашиот народ. Може би ја на некој сум досадна. Ама ја давам овек збор, коригирај ме, драги мој пријателу, коригирај ми што не сум управо. Јас се радувам, се гордеам на тоа да ми дадеш ти совет твој. Ја ќе прифатам, ќе размислам што да прифатам, што да не. Например, коската не може да јадам, ќе јадам месо. Ќе му одговорам дека коската не може да се јаде. Ама ние не, со сило. И ја би ги прашал мои македонци што вика да се вратам ја у Македонија. Што не се вратат они од Скопје таму у селата кај се родени? Зошто се напика у Скопје? Па ја не сум имал место у Скопје, сакал сум ја да се пикнам таму. Па дојде тука у Германија. И ја најдо некаде гнездо. Јас ви благодарам многу што ни се јавивте и ова утро. Ве поздравувам во име на целата наша екипа и да ви кажам до некаде ве разбирам, бидејќи критички сме настроени како народ, како луѓе и многу тешко на некои луѓе им доаѓа да пофалат или да кажат убав збор. Некако има одредени луѓе кои што мислат дека ако кажат за некого убаво нешто, устата ќе им се искриви. Така да ние сакаме да критикуваме, ние сакаме да наоѓаме мани и ние сакаме секогаш да најдеме лошо и во едно цело множество на добрини ние ќе најдеме нешто лошо, само за да искритикуваме. Но се разбира, има и изолирани случаеви кои што умеат да пофалат, умеат да го признаат нечи успех и да кажат сепак некој убав збор. Добро утро со следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете. Слушаме, така? Така е. Ај сега прво воопшто за темава, пошто ми дојде што викаат карташиве као кесна десетка. Имам еден пример да кажам конкретен. А општо кажано, народот има еден коментар за оваа состојба со менталното здравје. Вика, Господ се ќе ти одземе во животот делови од телото, па ќе живееш некако. Ама кој ќе ти го одземе паметот, вика, тогаш вика рачунек дека ти е крајот. Тажно, навистина. А инаку што се однесува до нас, јас се изненадив покојниот професор Чепреганов, кој што многу често се јавуваше на телевизија и во една прилика само кажа коментар за менталниот склоп на нашиот народ. Разбирате, се изненадив. Вика суета и инает. Свеќате? Да. Со такви луѓе не можеш да се разбереш. Значи, најдобро е да можеш да комуницираш, кога паметни луѓе разговараат, па се договараат. Ама вика ние од две особини и јас се изненадив, мислам дека е прилично точна неговата оценка, Бог да опрости. Толку за тоа, а да ви кажам сега конкретен пример. Носиме пациент на неврологија, кај што идат овие пациенти со хронична болест, закажан термин, ќе чекате едно месец дена и тоа терапијата само да ви ја промена, сваќате? И одиме таму и таа на шалтерот сестрата ни вика, докторката не е тука, термините се откажани. Па чекайте, викам, сите институции, кога ќе има закажан термин, ви јавува по СМС дека е откажан и си знаете, сваќате? А таа вика, ма вие што направивте? Па ние по телефон, вика, му јавивме. Каму телефонот да видам, отвараме телефонот, да, викам, стварно сте се јавиле. Ама пациентот не беше таму, па не бил. А после тоа пациентот ви се јавува да ви видиш кој, не знае кој му се јавува, не одговарате. Не може, вика, ние така работиме. Како може така да работи со мој термин? И замислите сега за хронична болест, човекот да чека уште месец ден. Сваќате? Значи, ја колку сакам да кажам добро, често пати ги фалев таму дека има млади момци, доктори, сестри кои што се обидуваат да прават нешто. Веројатно тие се на проба. Овие што се закоравени таму, многу мина од нив, секоја чест на поединци, али тоа е страшна работа. Но неќе да разговара, ќе ми вика обезбедување, разбирате? Да, за жал, тоа е реална состојба во многу институции. Толку сакам да ви кажам, благодарам на време. И јас многу ви благодарам за вашето јавување. Ако имаме простор да вклучиме уште еден гледач, се разбира би го вклучиле. Добро утро.
Дали имаме гледач? Во овој прв блок немаме. Сепак, тука некаде ќе се обидеме да се вклучиме во инфоцентарот на Автомотосојузот, како и секој работен ден, така и денеска, па ќе ги дознаеме ситуациите на патиштата, на граничните премини, а многу повеќе околу деталите ќе ни каже Ангела Темелков. Добро утро и повелете со најновиот извештај. Добро утро, ви благодарам. Утринава сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено по суви коловози. Што се однесува до интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини, тој е умерен, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од нашата држава. Ама сама како и секој утро препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација на сите оние патни правци каде што тековно се одвиваат работи на пат и внимателно управување со возилата. Тоа е се утрина во информативниот центар на АМСМ. За дополнителни информации вашите гледачи може да не добијат на телефонските броеви 155 55 и 196 за помош на пат. На сите нека патуваат и посакуваме среќен пат, а вам бав работен ден. Ви благодарам многу, среќен пат на сите кои патуваат. За жал немаме продолжен викенд, иако утре е државен празник, 11 октомври, но се разбира, убаво е некогаш и да видиме дома, убаво е некогаш и да останеме во земјава. Време е за вестите во 7:30. Октомври е месец во кој на глобално ниво се подига свеста за женското здравје, особено за карциномот на дојка, кој што е втора причина по смртност во земјава, па и во светот. На оваа тема, ова утро, ќе разговараме со доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиотерапија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Ви благодарам. Да. Знам дека денови ве имате многу активности, од еден настан вие сте на друг настан и секоја чест за тоа како постигнувате да бидете и со вашите пациенти и секаде онаму каде што гласно треба да подсетите колку е важна раната превенција која спасува живот. Карциномот на дојка, реков, е втора причина за смртност кај жените во земјава, а според некои статистики кои не знам колку се официјални, од прилика околу 300 жени за жал ја губат битката на годишно ниво во нашава земја. Тоа значи дека се доволни или се уште не можеме да констатираме дека не се доволни овие кампањи кои што ги правиме во секој октомври? Дефинитивно не се доволни овие кампањи, дефинитивно не е доволна информираноста на жените, на луѓето. Сега зборувам жените, затоа што најчесто карциномот на дојка е болест на жените, меѓутоа и мажите можат да заболат, значи затоа ни треба уште поагресивни да бидеме во кампањите, во зборувањето, во ширењето на информациите. Секогаш го кажувам, тоа и пак сакам да го повторам, многу е битно информацијата да стигне правилно до пациентите, да знаат што значи карциномот на дојка, прво како можат да намалат ризик за карцином на дојка, како можат рано да го детектираат, она е тоа што најмногу ни недостасува и како може правилно да се лекува, односно кои се сите можни опции во третманот на карциномот на дојка, затоа што карциномот на дојка е болест која што се лекува доколку се детектира во ран стадиум. Да. Од истите статистики до кои јас дојдов, годишно од карцином на дојка се разболуваат од 800 до 1000 жени. Она што успеав да го прочитам, но старосната граница порано била од 50-та до 65-та година. Сега веќе се променети нештата. Така е. Во Македонија немаме регистар на пациенти, односно заболени или пациенти, за да знаеме точно колкава е бројката, меѓутоа се движи некаде околу 1200, може би рекли и до 1500 ново диагностицирани пациенти годишно. Бројката е тука некаде во она што рековте во однос на смртноста на пациентите, затоа што 20% секогаш сметаме дека од тие се веќе со метастатска болест и тие се оние кои што се најризични во однос на прогнозата и во однос на преживувањето. На карциномот на дојка. Предпоставувам дека гледачите најмногу ги интересира превенцијата, симптомите кои не смееме да ги игнорираме и се она што би можело на некаков начин да ни даде сигурност дека барем во следниве година или две сум мирна, нема да имам потреба да одам на лекар.
Колку чести треба да бидат овие прегледи и како самите можат да си прават само преглед? Најбитно е, убаво е тоа што го спомнавте, Суза, најбитен е само прегледот, затоа што не зависи од други, можеме да го изведуваме сами дома. Најмалку еднаш во месецот секоја жена би требало да си врши само преглед, да си го знае телото, да си ги знае сите промени на телото. Само прегледот се изведува и во стоечка, и во лежачка позиција може и треба да се изведува заради тоа што формата на дојките се менува, особено ако жените имаат волуминозни дојки и кај жените кои што се во репродуктивен период, да речам во цикличните менструални периоди, се изведува после менструацијата, затоа што во тој период можат нормално да се појават промени во дојката, кои што се менуваат заради хормонските промени во организмот на жената, а да не ги интерпретираме како нешто лошо. Значи, секогаш еднаш месечно барем само преглед, а останатите прегледи се однесуваат на скрининг прегледите, кои што секоја земја се адаптира од каде и кога да се почне, меѓутоа генералните се препораки се дека жените над 40 години треба да почнат со редовни мамографии. Значи, мамографијата е она што е скрининг преглед. Сите други се само дополнување на мамографијата. Мамографијата прва кај жените покажува каква е дојката, колку е густа дојката, тоа е една од најбитните работи, заради тоа што густата дојка е ризик фактор за добивање на карцином на дојка, еден од ризик факторите, меѓутоа самото тоа значи дека можеби треба само скринингот или прегледите да бидат поинтензивни. Значи, она што сакам да го кажам денеска и како порака е дека пред се да се направи прва или базична мамографија, тоа е скрининг прегледот, а потоа прегледите зависно дали на 2 години или нешто порано ќе ги адаптира радиологот, мамологот или докторот кој што го води, зависно од базичната мамографија и дополнителните ризик фактори кои што ги има жената. Така. Ајде малку околу симптомите, ве молам. Кои се симптоми кои што би можеле да укажат на тоа дека нешто се случува и дека подитно мораме да закажеме преглед? Реков предходно, најбитно е да си го знаеме телото. Прво, секоја промена на телото. Кои се симптоми? Значи, понекогаш може да има туморска формација, тврдина, оток во дојката, која што може да се пипа, која што може да боли, која што може да дава сензација од типот на влечење, како може и да не боли. Може и да не боли, да. Меѓутоа може и да боли. Знаете, постои некогаш мислење меѓу жените, ако не боли, не е ништо, или ако боли е ништо. Не мора да значи, не треба да се врзуваат со такви неспецифични симптоми. Значи, меѓутоа секоја промена во градата од типот на тврдина, оток, болка која што трае и која што не е врзана само со менструалниот циклус кај младите жени, исцедок од дојката, вдлабнување на кожата, промена во бојата на кожата, промена во големината на дојката, која што не била предходно, некаква тврдина или промена или топче, исто така под пазувите, сето тоа се знаци, вовлекување на брадавката, сето тоа се знаци и симптоми дека нешто може би се случува во дојката. И дека требаше уште вчера да отидеме на преглед. Уште вчера. Меѓутоа, ако не вчера, и денес е доволно добро. Така или утре. Меѓутоа, тоа треба секако да се направи. Така е. Благодарение на најновата технологија и апарати кои што ги има во Аџибадем Систина, целиот процес на лекување е далеку побрз и далеку поефективен. Кажете ни нешто повеќе каков е начинот на третман кај вас во Систина? Значи, начинот на третман за карциномот на дојка кај секоја пациентка е различен. Сакам да зборувам секогаш за индивидуализиран пристап. Значи, секој пациент е различен и ние ги правиме стратегиите во однос на карактеристиките на туморот, во однос на големината, во однос на тоа дали има позитивни јазли, дали е ограничена болест. Значи, секоја пациентка не се третира еднакво. Кај некои пациентки, зависно од типот на карциномот, големината на туморот презентиран и повторно ќе речам жлездите, може би е потребно. Тоа го дава стадиумот
стадиумот, а кај некои пациенти потребно е да се спроведува неоадјувантен третман, значи хемотерапија пред да се планира понатамошни чекори, односно оперативен третман, затоа што знаеме веќе денеска, податоците ни кажуваат дека на тој начин ја гледаме разликата, го гледаме ефектот на терапијата кај пациентките, меѓутоа тоа влие на преживувањето кај пациентките и на квалитетот на животот понатаму. Ние во Аџибадем Систина се трудиме заедно мултидисциплинарно секогаш да донесуваме одлуки кои што се најдобри за секој пациент поединечно, затоа зборувам дека за персонализиран пристап во лекувањето. И во последно време имаме една од најновите технологии, односно новата машина за зрачење, односно за радиотерапија, тоа е трубим акцелераторот, со кој што ја воведуваме стереотаксата како начин на лекување во сите малигни заболувања, не само карциномот на дојка, строго индивидуализиран и персонализиран третман со минимална оштетување на околните органи, а максимална ефикасна доза која што ја спроведуваме и во најмал таргет, односно предвидена цел. Значи користиме, освен претходно веќе користената ИМРТ или интензитет модулирана терапија, волуметричната арк-терапија, кои што се исто така основи во стереотаксата, која што ја воведовме во нашиот центар. И нешто што е многу важно кога веќе пациентот се обрати или се соочува со сериозна диагноза е брзината на делување, со каква брзина ние ќе ги направиме сите исследувања, сите испитувања, да не се чека снимања по 1 месец или по 2, како што за жал често пати се случува во јавното здравство. Во услови на недостаток на кадар, се случува тоа да се чека подолго време и пациент кој што веќе има сомнелие, има поставена диагноза, поминува низ еден страшен период со тоа што се она чекање дополнително му ја отежнува ситуацијата. За среќа ние во нашата болница можеме за многу брзо време да направиме стратегија за третман, план за третман и да го спроведеме третманот. На тоа сме многу горди и тоа е она што сите наши пациенти го заслужуваат. Така е. Ајде малку да се навратиме на причините. Знаеме дека живееме многу стресен живот, живееме во многу загадена средина, но запрепастувачки се најновите податоци дека од карцином на дојка заболуваат и млади девојчиња кои дури не се ниту сексуално активни, девојчиња кои не се ниту мајки и така натаму, значи во своите 20-30 години. Не само Македонија и светот се соочува со пораст на карциномите, вкупно, генерално гледано пораст на малигните заболувања и пораст на карциномот на дојка, бидејќи тоа е најчест кај жените. Младата популација, не само начинот на живот, ке речам, да, тоа не се оние надворешни ризик фактори, постојат и ризик фактори кои што се наследни, иако се во помала мера афектирани кога се работи за добивање на карцином на дојка, меѓутоа да, денеска и во редовната клиничка пракса се соочуваме со огромен број на млади жени кои што не се сексуално активни, не се ке речеме немаат родено, зашто го зборуваме ова од аспект дека третманот, диагнозата и третманот влијае на планирање на семејство, на понатамошниот живот на секоја жена. А ние сакаме како доктори, како онколози да направиме цел тој процес на младите жени, на било која жена, вклучувајќи ги и младите жени кои што сето ова што претходно го зборувавме, се уште го немаат искусено, да им го олесниме, да го направиме на наједноставен можен начин со најмалку несакани ефекти, да го поминат, повторно да се чувствуваат жени, да се чувствуваат здраво и да можат да си го планираат своето семејство и својот живот понатаму. Значи, медицината нуди да може да се планира семејството, односно едно од последните достигнувања ќе речеме дека имаме потврда од клиничките студии дека и жени млади кои што имаат карцином на дојка можат повторно да имаат свое
потомство. Односно, после ефикасниот третман зависи од стадиумот на болеста, можеме да планираме да се прекине терапијата и да си планираат семејство, па потоа пак да ја продолжиме. Ова е добра вест на крајот на разговорот. Знам дека оперирате секојдневно, знам дека непрестано сте на разноразни трибини, предавања, па и симпозиум имате денеска. Затоа ќе ве ослободиме од обврските, иако би го продолжиле ние овој разговор и понатаму, но за жал времето тука некаде толку ни дозволува. Ви посакувам многу успешни реализирани приказни, со добар крај, со добра завршница на сите ваши пациенти, и знам колку не е едноставно да се соопштат лоши вести, но борбата е на секој еден човек лична и секоја една приказна зависи од ставот на секоја пациентка како таа ќе се одлучи дали ќе се бори или ќе се предаде. Така е. Борбата е лична, но е и заедничка. Значи, ние сме заедно во сетото, од едната страна секојаш е пациентот, од другата сме ние, меѓутоа заедно треба да ги носиме одлуките, затоа што нас не ни вреди нашето знаење, ниту симпозиумите, ниту сите клинички студии, ако не знаеме сето тоа да го имплементираме, да го примениме за пациентите и да им помогнеме најдобро што можеме. Така е. Ви благодарам за поканата. И јас многу ви благодарам, секогаш е задоволство да се разговара со вас. А сега го најавувам прилогот на колешката Ирина Спировска, која разговараше со Ивана Серафимовска за незината композиција со која таа освои прво место на фестивалот Охридски трубадури. Полноќе молчи се, само душа не спие. Прв пат е без тебе, здравот ке ме убие. Ивана Серафимовска со својот бисерен глас ја освојува долги години публиката во нашава земја и како извонреден вокал со своите самостојни настапи, но и како член на женската пеачка група на националниот ансамбл Танец. Честопати ја гледате на ТВ екраните, на фестивалските сцени, но денеска ќе имате можност да слушнете нешто повеќе за низината работа, а мотивот поради кој што посакав да ја имаме пред камерата е и низиниот голем успех на овогодинешното 32 издание на Охридфест Охридски трубадури, каде што Ивана ја освои првата награда со песната Се ми се познава. Честитки, еви и официјално вака пред камерите. Благодарам Ирина на поканата. Баш дискутиравме дека вие сте први со кои што јас поделувам оваа вест, медиумски, нели, освен социјалните мрежи. Да, значи оваа година на Охридфест ја добив првата награда од стручното жири за песната Се ми се познава. Настапив со еден тим со кој што јас веќе и претходно имам работено и они ми се, не знам како некоја, да кажам, сигурна комбинација добитна. Музиката беше на Орце Лазаров и аранжманот, а текстот е на Борче Нечовски. Така што нема ништо побаво од тоа да настапиш со нешто што ти е при срце, сигурен и задоволен. И самиот настап остави преубав впечаток кај присутната публика. Сцената, летната сцена на Долни Сара е преубава, покрај Охридското езеро, под звезденото небо. Ја донесе на еден посебно убав начин таа песна и чинам дека тоа беше брзо откако се врати од годишен одмор и навистина зрачеше со некоја посебна енергија, а патем настапи во една сериозна конкуренција, затоа што на фестивалот имаше и многу звучни имиња од на македонската народна песна. Ти си и професионално пеач во танец, но дали очекуваше дека првата награда жирито ќе ти ја додели токму на тебе? Искрено не очекував. Не одам со тој мотив, со таа желба. Нормално, кога има веќе доделување на награди, секој изведувач потајно негде во себе може би се надева, сака нормално да биде награден трудот, нели, што го вложил во песната и во изведбата, но не очекував кога беше прогласувањето, нели почнуваат од трета, втора и така натаму. И јас стојам така опуштено, кога го кажаа моето име на првата награда, бев буквално затечена. Дури на сопругот му реков:
Саше, не е можно, на вистина не очекував. Ама беше прекрасно, да, енергијата беше посебна. Секогаш на Долни Саре енергијата посебна, еве не само за Охрид фест конкретно, ние имаме настапи таму многу често и со танец. Самото место, самиот град, амбиентот е прекрасен, а јас бев искрено толку расположена таа ноќ, толку опуштена. Така излегов со еден елан на сцена, викам сега во овие 3 минути мислам дека е вредно да го дадам својот максимум, бидејќи кај нас многу не се, да кажам, потенцираат тие сценски изведби како да во другите земји со еве кореографии, можеби вклучени сценски елементи, па ако самиот изведувач не заблеска во тие 3 минути, тогаш нема поента самата песна ако не ја пренесеш. Јас не умеам некогаш да одглумам дека среќна сум, се ми се познава. Колку овие фестивалски награди се мотив, особено за вас кои што спаѓате во таа млада, надежна генерација која што треба да ги наследи овие доајени и тие звучни имиња од македонската фолк сцена? Па искрено е мотивација голема. Особено еве како што кажа, кога се наоѓаш во тој круг на веќе афирмирани музичари, чест, задоволство е. Така што мислам дека кај нас многу работи имаат потреба да се надополнат, меѓутоа еве Охрид фест конкретно, мислам да не звучам претенциозно, дава акцент на младите изведувачи. Сметам дека така треба и да биде. Нормално за мотив понатаму. Инаку ако би се вртеле цело време во истиот круг, нема некоја поента. Ивана, со танец си професионално ангажирана, си имате годишна програма, многу патувања, многу турнеи, неодамна се вративте пред некој ден од турнеја и од такво патување, а паралелно со твојот професионален ангажман во танец, си ја тераш и твојата собствена музичка кариера и при тоа си семејна. Како успеваш да ги балансираш сите обврски? Не знам искрено како успевам и јас никогаш се прашувам истото, меѓутоа не е лесно, морам да признам. Прво не е лесно, танец е една институција каде што одговорноста што ја носиме сите е на огромно ниво. Не знам како тоа изгледа од страна, ама еве кажувам како вработена таму дека едното со другото има голема разлика. Стварно е одговорност да концертираш со танец, да ја пренесеш македонската традиција, песна и така натаму. Од друга страна, оние приватни настани што се со бенд, приватни прослави, се нешто сосема различно, ама сето тоа заедно се надополнува кај мене. Сето тоа заедно прави животот да ти е музика. Апсолутно. И се да ти се познава, да блескаш од денес. 7, да. Семејството ми е тука секогаш, они се навикнати на тоа што го работам. Веќе и ќерката почна да ми ги потпевнува песните, веќе е свесна тотално за тоа што го работам и за сега е добро. Одлично. Еве, полека некако влегуваме во завршницата од оваа 2025 година. Какви се твоите планови, што се те очекува до крајот на годинава? Па искрено вака, сакам да направам еден видеозапис за оваа песна. До сега немам снимено ни еден видеозапис, што е малку еден пропуст. До сега, меѓутоа, никогаш не е доцна, можеби сега е правото време. Ти си ја чекала првата награда од жирито на Охрид фест за да го направиш и првиот видеозапис. Сакам да снимам видеозапис, во теке е уште една песна која што ја работам, не знам, не ми е наменска. Правена е за собствен мерак, да кажам. Така што тоа е нешто следно, а за понатаму не знам, бидејќи јас никогаш не одам на долгорочни стази, ќе видиме. Ќе ни откриеш ли кој е авторскиот им на таа нова песна или ќе оставиме за некој следни интервју? Луѓето кои што ги спомнав се тие, да. Екипата што победува не се мене. Точно, навистина.
Ајде сега малку и за твојот личен пристап кон оваа професија, затоа што луѓето кога гледаат одстрана мислат дека е лесно да се биде интерпретатор, да се биде изведувач, да се биде пејач и дека на луѓето што се занимаваат со оваа професија буквално животот им е музика. Но другата страна на медалата покажува труд, напор, потрошени денови, часови, патувања, километри изминати, а секогаш треба да се биде насмеан, расположен и да се даде најдоброто кога се настапува без разлика дали е тоа фестивалска сцена, дали е учество и гостување на некоја емисија или на некоја семејна корпоративна прослава каде што сте ангажирани како изведувачи. Да, жртвата која што се принесува, да кажам, е доста голема. Секогаш треба да си насмеан, тоа е дел од професијата, никого од публиката не го интересира во моментот кога, еве, дали е фестивалска сцена или дали е приватен настан, веселба и слично. Во кое расположение изведувачот, што носи позади себе како товар, каков му бил денот, што му се случува. Тоа е едно, знаете како некогаш, не секогаш, ама нели не секогаш ти се пее, не секогаш ти се забавува, тоа е едно монтирано насмевче, кое што, а па од друга страна, тоа е само можеби на почетокот. Ако не си расположен, се монтираш, се смееш и како поминува времето, бидејќи јас искрено си ја сакам својата работа, а енергијата која што те окружува придонесува да се расположиш, да се внесеш во тоа што го работиш. Ако е поинаку, мислам дека не ни треба да се бавиме со оваа работа. Така што треба време, треба труд, навистина треба труд и времето е најголем предизвик. Другото се некако може да се искомбинира, ама времето, дома, семејството, се цело време е некое бркање, трчање, да не заборавам ова, да не заборавам тоа. Значи, верувам дека како и за секоја друга професија, жртвата е голема, меѓутоа ако навистина се со љубов се прави тоа, не е тешко. Јас го работам ова веќе долги години. Откако знам за себе, сум поврзана со музиката. Од мојот прв настап на Златно славече, тука веќе се гледа за едно дете што би одбрало во својот живот и јас за друго не знам. Така што, покрај сите потешкоти, така сме и навикнати. Мислам, тоа е клучот што го кажа, љубовта кон работата. Кога човек го сака тоа што го работи, тогаш ги премостува сите предизвици и се е возможно и лесно. Ивана, јас ти благодарам за одвоеното време, за овој разговор. Уште еднаш ти честитам на ова прва награда од жирито, значајна награда и ти посакувам и во твојата индивидуална кариера што повеќе фестивалски настапи, што повеќе фестивалски награди и секогаш музиката да ја сакаш како што тоа го правиш досега и секогаш да те исполнува на ист начин. Ти благодарам за секогаш добриот прием и за убавите зборови и една порака, слушајте македонска музика, тоа е многу важно. Одлична порака и одлична поинта за крај на ова интервју. Ти благодарам уште еднаш, Ивана. И од овој момент па натаму продолжуваме на слободна тема да си разговараме, да коментираме и да укажуваме, понекогаш и критикуваме, но се разбира секогаш тоа го правиме без користење на говор на омраза. Добро утро за првиот гледач во вториот дел, повелете. Дали се слушаме? Добро утро. Повелете. Ало, добро утро, Суза. Добро утро, Слободанка. Па не очекував дека ќе те добиам, па ни телевизорот, гласот намали ни ништо, едноставно се изненадив. Поздрав многу до тебе. Благодарам многу, благодарам. Поздрав и до вас. Благодарам, поздрав до сите гледачи, добронамерни, недобронамерни, и тие што работат на себе и тие што не работат на себе, и воопшто сите луѓе, Сузе, затоа што не се препознаваме дека нешто не е во ред со нас. Значи, никогаш никој со себе нема да каже, во мене нешто, ја не сум нешто во ред. Има и такви многу свесни и многу самокритични, да. Да. Јас сум една од тие, само си барам кривица во мене.
додека внука ми не ме построи еден ден ми рече доста ти више само у себе гледаш кривица. Ајде малку погледни ги луѓето, кој има како тебе. Ајде и внука ми ме памети. Значи не било до мене. И сега да ти кажам, има многу, како беше, болни луѓе, здрави и непрегледани. Болни и непрегледани, како беше? Тие што не биле на лекар и тие што биле на лекар. Значи, немаме ние комуникација воопшто. Значи, ние не се слушаме меѓу себе. Тоа ни е најтрагичното нешто. Што јас ќе си го кажам моето, баш ми е гајле ти како нели размислуваш едноставно. Секој си го еве како тука во емисија, нели? Ние си кажуваме, ама кога сме во комуникација со човек не треба така. Значи, треба да се слушаме и така уствари ќе си помогнеме еден на друг, нели? А вака, ако само јас изборувам, а ти молчиш, си водам еден монолог, ти не ме поддржуваш во нешто, може би имам некој проблем, може би заеднички да го решиме, може да си подадеме рака. Значи, некако ја заборавивме таа дружба и многу ми пречи. Ми пречи што телефоните, што направија телефоните од нас, значи зависни од телефоните, веќе немаме така да седнеме негде па да си направиме убав муабет, па да се насмееме. Многу ми беше криво што во саботата не бев на школка, не можев да присуствувам баш до крај да те гледам и тебе. Тоа е нешто убаво што ќе те држи да бидеш ментално јака. Таа музика, може би прошетка, може би наподно одење како нашата Ирена Стировска што стално планинари и секогаш е така позитивна и знае да му подаде рака на секого и знае на секого една насмевка и доволно е, толку треба, нели? Така да, што да кажам друго, да ви посакам убави 2 дена, не висем многу денови, ама па да си се одморите, затоа што вчера ти кажав, тешко ви е вака многу со нас, нели, тука на работно место. Понекогаш е тешко, сериозно. Да. Ти кажав, побаво ви стои таму со гостите, ама белки ќе воведете некоја новина, па ќе ставите некои интересни теми, да се посмееме малку, без политика, Сабајле. Така да му кажеш на директора, Сабајле да не става политички теми. Поздрав многу, Суза, и убав ден. Ви благодарам многу, Слободанка, ве поздравувам во име на целата екипа. Вие сте наша долгогодишна јавувачка, наша пријателка и некој кој спаѓа во делот по широкото семејство на Алфа телевизија. Добро утро за следниот гледач. Здраво. Здраво, повелете. Значи, денеска е ден на моменталното здравство, така? Да. Денеска ментол бомбони се јадат. Да, ментол бомбони, да, малко така да налутнуваат. Да. Да. Види вака сега, околу овој ден, може да се каже дека многу шампони се трошат, значи, околу тоа здравство. Значи, за перење на глави, косите, кој има повеќе побујна коса, кој има поредка коса и добри шампони кои ќе се употребат. Значи, се шампонира главата, се измива и може да дојде како нус производ, како нус ефект, речиме лоботомија. Тука може да настанат некои компликации и да почнат луѓето да го образуваат дека светот е розев, дека се гледа кроз розевиот спектар на светлината, значи све убаво, све по кејпот на луѓето, на граѓаните, на обичниот човек, све така убавини, ама некако кога ќе се свести, кога ќе видите действото од шампонот дека више прекинуе, додека да дојде до новиот шампон кој ќе свати каде отиде возот. Касно му е за све. Значи, околу тие шампони, директорот имаат многу јак ефект на речите во предизбориево сега. И сега треба луѓето да сватат дека да внимаваат каков шампон користат. Дали кисми користат, дали Wash and Go, или некои други таму, па може да речем ние знаете, наше производство, може и со сапун обичен домаш. Не е проблем, можете слободно домашен сапун, има по селата се уште прават домашен сапун, може да се набади, тој најдобро пере. Ако не е шампон, ама најубаво ми е. Значи најдобар е за избистрување на тоа прљавштината у косата што се наоѓа. Еве да речеме
покрај ова со лоботомијава, би кажал, еве, имало некој наставно, некој ресторант Дукат се случил синоќери, како било, не знам. Па некој бил советник тамо на владин советник за туризам, нешто бил тамо. Ајде да не го кажам по име, ќе го дознаат овие. Кој е радознал, ќе дознае. Еве гледам и добра промоција на овој знам, Максим Димитриевски. Да ти кажам искрено, гледајќи го клипот, се го видел на Фейсбук ли беше, не знам на што го начете. Воодушевен сум. Значи, како убаво се набраја, ајде да не бидам морбиден. Знаете, попом кога на погреб која се кажува ајде се други починати од фамилијата и почнува човек да ги набраја, така и таму на клипот имаше набрајање. Ајде, поздрав, пријатно. Пријатно. Знаете како, сега во периодов кога следи интензивна платена политичка програма и знам дека најголемиот дел од гледачите и сите оние кои што сте пред телевизорот по големиот дел од денот, ги следите, ги анализирате, ги споредувате, понекогаш и шеги се случуваат околу истите, но јас навистина вака како обичен гледач, сега не во улога на ТВ лице кое секој утро од оваа позиција ве поздравува, како обичен гледач од дома, стално се прашувам и си велам зошто сите партии кои што се борат за своја позиција, зошто не се договорија и не одлучија истите овие работи кои што ги снимале, се мачеле, двоеле време, буџет, огромен финансиски буџет, не завзеле еден исти став и не рекле нема да снимаме повеќе политички реклами, нема да даваме пари, туку сите пари кои што ги планиравме за снимање на политички маркетинг, ќе ги дадеме за покачување на платите и пензиите на луѓето. Јас мислам дека тогаш вистинска реална слика ќе добиевме кој треба да добие позиција и свое место во следните 4 години. Но тоа е само мој личен став. Добро утро за следниот гледач. Повелете. Добро утро, Раде Василев од Кавадарци. Ова на крајот што го спомнувавте и јас ќе продолжам по ваш термин зборувам, исто тоа го планирам да го зборувам. Во ова слободна тема ве офатил темата стандарот на граѓаните во Република Македонија, без разлика тоа вработените луѓе, пензионерите или преостанатите. Дали има доволно стандард овој наш македонски народ да живее како што живее сега? Тоа почна прво со оние луѓе што сега треба да одат во пензија. Сега одат во пензија негде 61 генерација, ја би рекол до 71 тие 10 години. Тие се луѓето кои што го изнесеа најтешкиот терет во оваа наша транзиција. Луѓе кои што во огромен процент се содруваат со проблем што не можат да остварат право за пензија. Исполнуваат година, но за жал нема доволно стаж. Не поради нивна вина. Сите много добро знаеме она наша фамозна приватизација што се направи во времето на Бранко Црвенски, Лупчев Живески и понатаму и до денес имам последици од тоа, останува без работа или пак тие што работеа чисто аргатски со години. Дури покасно почна да им се плаќа пола работно време. Работеа по 8, по 10 часа, а им се плаќа само 4 часа. Значи 30 години тој работник требало да работи, да добија едва до 15 години. Старши да добија нека минимална пензија. Не слушнав ни овие кампањи што ги водат и во парламентарните, и сега во локалните, не лично на локални, повеќе лично на парламентарни кампањи, некој да се ги спомне овие луѓе. Луѓето остануваат буквално без никаде ништо. Од никако не може да се добие денар. Од што ќе живеат тие луѓе? И сите други давачи што треба да ги дават. Ни една партија, ни на локално ниво, ни на национално ниво не спомна за овие луѓе што треба да се прави. Во западноевропски земји кај што стремеме да одиме во Европска унија. Тоа е решено. Секој што наполнува доволно години, доволно старост, се зема таква пензија, дали минимална, социјална, како и да е. Сите работил, не работи. И мора тука одика нешто да се преземе за тие луѓе. Или пак да им се плаќа колку години работил, 5, 10, за толку пат нешто ќе земе него ли ништо. Од друга страна би спомнал нешто и за работници што работи. Пред да дојде на власт Мицкоски, митинзи огромни држеше низ цела Македонија. Нема веќе покачување плата на функционерите, него ќе се насочне покачување на работникот. Фала Богу, години и поскоро се на власт. Видовме пак покачување на функционерите, на работникот не се дозволат да се покачи. Ако се договориле самите, работодавачите и синдикатот, кога ќе биде тоа кучето и мачето да се договарат самите? Никогаш. Затоа Мицкоски ова влада излезе
Обечано многу, а на крајот ништо не сторено. Дебакл брза вработените што работат кај нас не само со панство и оние буџетските организации не се многу подобри со примањето на плати. Ге на времето му одбиено има цел реферат да зборувам, али ќе оставиме прилики за друг пат да кажам нешто. Тоа многу Ви пријатно. благодарам, Раде, пријатно, убав ден. Добро утро на следниот гледач, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до вашата екипа. Благодарам многу. А претходников, и што мислење имале, ми ги зема сите зборови, ми ги зема. Он си ги искажа по своје, и ја ќе се надовршам. Значи, не мислат, све зборуваат, покажуваат на вашиве. Оти само вашата ја пратат. Това е емисија, нон-стоп. И зборуваат за се, ова ќе биде покачување, ова ќе биде ништо тоа. Никому ништо. Како беше на лудо радување, или не е битно. Значи, што обеќава, ништо не се оствари. Покачување на пензионерите ќе има, убаво кажа, они си земава уште по 300 евра, никој од нив не ги одби. И сега треба да ставиме прстот на чело за кого би гласале кога ќе дојдат сега избориве. А за кого прстот ќе го ставиш кога сите се скоро исти. Тоа е тешка одлука, тешки реклами, даваат на вашавата, не видат како чисти домот, леле, сега ли ти текла тебе од киселава на домот да го чистиш и да го кажуваш како треба чисто да биде, како да редуеш, како да работиш по куќнина. Кај беше до сега? Значи, не знам што да коментирам, и едно ќе кажам, во сите овие излагања, знаете дека Скопје е загаден град. Загаден град, а никој не спомна да рече, чекаме луѓе, во западните земји има таолети на секој 500 метра. Овде никој не рече ќе изградиме таолет, него ќе трчат под камење мост или ќе се кријат по гаражи, по ваму таму и сакат да не бире околина за чист. Толку од мене се што ќе зборам. Предходникот се кажа, еве ја нешто да дополнив што умеам. Имајте добар викенд. Благодарам. Имајте и вие убав празничен викенд. Поздрав. Добро утро на следниот гледач. Повелете. Добро утро, драга Сузана. Овде е дедо Милан од Домот за стари лица, мајка Тереза. Драго ми е. Како сме? Како сме во мајка Тереза? Јас сите сме добри. Захвален сум на вашето доаѓање во нашиот дом. И повторно ќе дојдеме во текот на овој месец, кон крајот на овој месец, повторно ќе дојдеме и ќе ве посетиме и ќе пееме заедно. Важи? Важи, договорено. Сакам само да кажам дека овој нашиот дом е позитивен, не е како ова што се збори овие денови за некои други приватни домови. Јас сум скоро влегов во 9-та година како сум тука и си го продолжив животот. Браво. Без одобрение на синот и на черката, јас сам одлучив и си дојдов тука. Како ви е храната? Задоволни сте од храната? Задоволен сум. Нормална храна, како и дома што сме ја. Амбиентот е топол, пријатен. Да, па вашето писуство ни го нафалнихте вие трцето наше со вашата изведба и со песните кои не посетите од нашето време. И секогаш ќе доаѓаме, секогаш кога сме 80 години човек и го живеем веќе четвртата доба, можем да кажеме. Да. Ви благодарам на прв се јавувам, ви благодарам што ме сослушавте. Многу ви благодарам, Милан, што ни се јавивте. Навистина многу убаво изненадување. Ги поздравувам сите штитеници во Домот Мајка Тереза, сите вработени таму. Навистина таму владе една семејна, топла атмосфера. Да, приликите се такви.
она што е како инвентар внатре не е ново, е старо, но се одржува максимално хигиена, се гледа дека таму работат луѓе кои се свесни со каква категорија на луѓе имаат работа и навистина секоја чест и поклон до земја. Повторно доаѓаме крај на месецов. Добро утро за следниот гледач. Бог напомош Македонија. Бог напомош, Тале. Честит празник, нека ни утре 11 октомври. Никој не слушна утрешниот празник да го честитат. Зошто бе македонци така? Ако беше 29 ноември каде наши делегати не појдоја оти си беа за независна Македонија, ќе го спомнувате со денови. За својот македонски празник не ви текнува. Од тука се гледа какви сме. Какви сме ние, таква ни е Македонија. Македонија сме сите ние. Македонија не е некои туѓи луѓе, ние сме Македонија. Колку почитуваме свое, гледај секоја чест на нашата пејачка, која пред да почнат новиве телефонски луѓа, што повика: слушајте македонска музика. Замисли човек, 34 години независна своја држава Македонија, да ве молат македонски пејачи: слушајте македонска музика, Замисли мизерија, Во Македонија да молат македонски пејачи да се слуша македонска музика. Одам во продавници со месеци, со години, една македонска песна нема. Ми пушта таму некој радио, каде нема македонска музика, XU радио. Ами во таа XU и ние како Македонија живеевме македонци. Или бевме, погазени, понижени. На тоа радио XU толку слушано во Македонија, сега, денеска или деновиве, а во независна Македонија нема македонска музика. И не им пречи дека нема македонска музика. Какви вие таква Македонија? Пред се, како да имаме ментално здравје, смирение, кога пред се не можеме да се договориме. Голем дел македонци, да ги праша сега, се против македонска држава. Не сакаат да има држава. Сакаат да се во робство. Сакаат некој самар да му клај. Јарем, оглавни како на стоката. Така сакат некои. И после нечини Македонија. На утрешен ден лани за празникот, одени важни членови во Сојуз на борци, помлади од татко ми роден 41 беше, ми го кинеа знамето македонско, државно прво македонско знаме, избрано со консензус, ми го кинеа на могилата во Прилепеј. И тие се членови во така наречена Сојуз на борци, а немаат врска со Македонија. Тие се сојуз на предавници од СДС напикани во таа организација. И утре, дај Боже да има прилепчени многу. Лани дојдоја од Пула и од други места гости на могилата и луѓето ме прашуваат: кај ви вика народот? Народ нема. Само делегација имаше, ја бев тука, да не е за гордост. Толку се почитуваме. Значи, и за да имаме слога како народ, да имаме смирение, да немаме проблем со ментално здравје, треба да имаме чувство за свое, да си сакаме Македонија, да сакаме се наше, да сееме македонштина и да жнееме македонштина. Да, тука некаде вие бевте и последниот гледач за овој втор дел во утринските јавувања. Ви благодарам што го споменавте и утрешниот 11 октомври, ден на народното востание. А сега е време за вестите во 8:30. А сега е време да ја поздравиме нашата драга колешка Ивана, која ќе ни презентира многу повеќе информации за есенскиот базар за поддршка на современите занаетчи. Иванче, добро утро! Добро утро, Суза, до тебе поздрав и до сите наши гледачи. Интересен настан кој што ќе се одржува од денеска со почеток во 10 часот, па се до недела до 20 часот. 3 дена во трговскиот центар Скопје Сити Мол ќе се одржува есенскиот базар, каде што речиси 20 на ракотворци ќе пустираат во ритамот на есента и ќе можете да секако сите посетители да дојдат овде на приземјето во трговскиот центар
центар Скопје Ситимол и да погледнат што нудат токму овие 20 креативци на овој есенски базар. Затоа што се ќе понуди есенскиот базар, ова утро ќе разговарам со ракотворката Марија Таировска. Марија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Често сме веќе сведоци дека Трговскиот центар Скопје Ситимол ги организира овие базари. Од какво значење се пред себе базарите за вас како ракотворка? Значи, ние колективно, како ракотворци и артизани, сме бескарено благодарни на Ситимол, значи, за поддршката која што константно низ години ни ја пружат во форма на базари. Затоа што базарите за нас значат градење бренд, постигнување посредна комуникација со клиенти, зголемување на таргет групата, поголема видливост и маркетинг. Значи, они не себешно се тука со нас низ годините и стварно многу ни помагаат во целиот тој процес. Да, што ќе понуди оваа година есенскиот базар, кој што се одржува од денеска па се до недела? Значи, конкретно овој базар има баш внимателно курирани артизани, има 20 учесници, има фантастични изработки, почнувајќи од керамика, порцелан, насликани шолји, чаши, рачно изработени кожни танци, ранци, накид, филигран, урганска козметика, буквално нема што нема. Дури за најпрефинетите, значи, купувачи ќе имаат избор да се најдат некој по некоја парче тука. Да, креативна есен во срцето на градот е токму мотото на овогодинешното издание на есенскиот базар. Каков е вашиот впечаток еве како еден креативец кој што веќе можеби повеќе од една деценија се занимава еве со рачни изработки, колку кај нас еве се почитуваат креативците? Ситуацијата многу се менува, значи ако ретроспективно зборуваме од времето кога ја почнав да го работам ова, значи од пред 10 години па се до денес, значи имаме многу голем напредок. За се тоа многу придонесуваат и базарите, нели, каде што нормално таргет групата која што ние не можеме онлайн да ја опфатиме и кои што не се свесни за нашите производи, туку имаат можност да дојдат да ги видат, да ги разгледаат, да ги пробаат. Значи има многу луѓе кои што се уште имаат недоверба во онлайн купување и затоа мислам дека со организирањето на вакви базари, ивенти, поп-апи, почнуваме нашите производи да ги приближуваме до одредена публика и се гради однос на доверба и понатаму сето тоа возможува еден бренд да се расти, да се функционира, значи да се почитува работата на хендмейдерите. Да, споменавте дека 20 на изложувачи, 20 на креативци. Што поточно вие изработувате, што може да се погледне, да се проба тука? Значи, јас дизајнирам накид, материјалите кои што ги користам се глина и смола. Накидот ми е шарен, гласен, асиметричен, значи масовен, авангарден, нешто поинако од стандардната замисла за накид и цела оваа приказна сега за сега добро проаѓа тука, значи се наоѓа супер таргет група. Така, споменавте дека се менуваат и генерациите, и перцепцијата за рачните изработки. Што може би недостасува за вас како креативци, како луѓе кои што сами творат, што ви недостасува, може би некаква поддршка или може би некое поголемо внимание на некој начин? Па да, поддршка секогаш недостасува, меѓутоа фали уште малку да се смени во перцепцијата на луѓето за хендмейдот, да го стават пред масовното производство, затоа што секој сака нешто што е уникатно позади кој што е човек, кој што го знаеш, кој што утре може исто да ти го репарира, да го смени и да ти го поправи, но имаш каде да се обратиш доколку нешто не е окей со производот, се поврзуваш директно со човекот. Мислам дека тука малку фали да се смени свеста, онака кон колективното масовно купување, да се оттргне од таму фокусот. Така, вашиот штанд е веќе подготвен, се очекуваат секако и другите ракотворци, другите креативни луѓе кои што имаат што да покажат на овој есенски базар и секако до отварањето во 10 часот, официјалното отворање, и кога се отвара Трговскиот центар Скопје Ситимол. Што друго ќе се понуди на овој есенски базар?
Значи, секој учесник, буквално што е тука, секој артизан е буквално мајстор и прав за нечие. Значи, за производите кои што ги представува, имаме органска козметика, имаме керамика, имаме порцелан, кожни ранци, паричници, потоа имаме стандарден или филигран и сребро, накид со малку помодерен твист, имаме свеки, значи буквално баш имаш ранолик избор. Се што е потребно нели за почеток на есента и се она можеби што ни недостасува во нашата колекција. Марија, ќе ти се заблагодарам за одвоеното време, ви посакувам да си имате уште еден успешен базар. Благодарам јас на вас и за поддршката и што сте секогаш тука и вие за нас. Да, Сузан, ние ќе ве поздравиме, веќе речиси сите ракотворци се тука пристигнати, се подготвуваат за почетокот на уште еден есенски базар, кој што ќе трае се до недела до 20 часот, така што ќе имате можност 3 дена за да го посетите овој есенски базар во трговскиот центар Скопје Сити Мол. И точно време е за последниот разговор, односно гостинката која што знам со колку нетрпение ја очекувате, веќе наша пријателка долгогодишна, Розалија Секуловска. Психолог, психотерапевт, секогаш магистар по психологија. Секогаш сте овде да ни ги отворите вратите и да ни ги дадете одговорите на прашања кои секој еден човек си ги поставува во својот живот. Денеска одлучивме токму на денот на менталното здравје да проговориме за психологијата на старењето. Што значи старост и кога всушност започнува периодот на старење? Постојат најразлични, благодарам за поканата, и точно нели на светскиот ден на менталното здравје се реков мајде да го посветиме на третото доба и на старите луѓе, затоа што и тие се важни во нашето општество. Така да периодот на старење или периодот на трето доба започнува различно. Постојат некои како хронолошки календарски определби, тоа е значи околу 60-та година почнува периодот на старење. Меѓутоа, ако гледаме биолошки, индивидуално е, со самото старење, тогаш кажуваме кога организмот старее дека тогаш почнува старото доба. Го имаме психолошкиот момент, тоа е она како јас се чувствувам. Така да забележуваме дека многу помлади луѓе се чувствуваат старо и изнемоштено, за разлика од многу постари луѓе, кои што се витални, полетни, не даваат да помислат да стареат. Да. Точно, и тие имаат чувство дека се младолики се уште, па дури и снагата не ги изневерува. И постои оној социјален часовник, кога веќе некако се завршени сите оние улоги на стапување во брак, формирање на брачна заедница, потомство, напредокот во кариерата, пензионирањето и така натаму, и веќе започнува со пензионирањето процесот и периодот на староста и старечкото доба. Да, постојат многу предрасуди, па и стереотипи кои што се поврзани со старите лица, да речеме да прашаш едно дете од 10 години, за него сите што се постари од него се стари, така нели? Но еве да ги земеме децата кај нас возрастните и особено да направиме една паралела за овие предрасуди и стереотипи кај нас во земјава и надвор во останатите земји. Како за се, така и за староста, за старите луѓе, постојат предрасуди, стереотипи и искривени перцепции, кои што ги нарекуваме ејџизам. Значи не само што постојат родови и полови предрасуди, туку малку се зборува и за овие старосни предрасуди. Најчесто за старите луѓето имаат некое искривено размислување дека тоа се стари, изнемоштени, безпомошни лица, лица со намалена моторика, координација, лица кои што се бавни, несмасни, болни, кои што некако како да не му се потребни на општеството, меѓутоа тоа се предрасуди, тоа се стереотипи. Како што во еден момент спомнавте, да се подсетиме колку нашите баби биле значени во нашиот процес на детството и растот, колку сега нашите родители кои што се некаде во периодот на третото доба, можеби некои во периодот на четвртото доба, колку тие не се такви. Значи тоа се само предрасуди, етикети залепени, колку се тоа луѓе полни со мудрост, искуство,
животен век знаење и колку може од некој од нив да се учи, да се земе она животното искуство кое што го нема во книгите. Не се учи во ниедни книги. Точно. Така е. Колку искуствено имате вие во пракса, еве вака, интервенирано кај возрастни лица кои што се охрабруваат да побараат совет или насока како понатаму, бидејќи некои луѓе навистина се соочуваат со големи промени на психолошки план во зрелото доба или во старост, ајде да го наречам, кога се чувствуваат забаталено, непотребно и едноставно заборавено од сите. Има ли доста такви македонски возрастни лица кои се охрабруваат да речат чекај, јас постојат психотерапевти, психолози, ќе побарам совет од нив? Некако не баш. Дали затоа што можеби мислат дека не сме им потребни, дали затоа што мислат дека е срамота? Можеби затоа што има предрасуда дека тоа е нешто нели табу тема се уште, и дека можеби можат сами да си помогнат и нивните деца, пријатели и така натаму. Меѓутоа не е страшно да побараат помош, напротив, тоа е еден убав разговор, каде што ќе се погледаат работите од многу различни агли, од многу различни перцепции, каде што ќе се води еден убав не монолог, туку диалог помеѓу двете страни. Најчесто се случува да дојдат старите лица во многу критични состојби, значи не заради олеснување на процесот на старење, туку кога доживеале подлабока депресија. Депресијата има доста и кај старите лица, кога имаат деменција, Алцмахер, кога доживеале многу трауми во минатото, па сега тие трауми си го зимаат замавот, си го зимаат својот данок во третото доба, кога имаат флешбекови од самите трауми или пак кога најчесто губат партнер, тоа е животниот сопатник, или пак губат пријатели, починуваат нивните пријатели, што е сосема развојно очекувано, и тогаш кај нив се јавува некој страф од смрт, дека смртта е тука некаде блиску и тропа и на мојата врата, и се појавуваат анксиозност, стравовите, и дури тогаш знаат да побараат помош. Меѓутоа, јас би ги охрабрила да побараат помош и порано, затоа пред што... да дојдат ваквите појави, да. Точно. Така е. Ај малку повеќе да се задржиме, ги споменавте на почетокот тие карактеристики на биологијата. Токму тие карактеристики ме интересираат на биологијата, на когницијата. Точно. Самата клетка старее. Еве и ние забележуваме какви сме биле на 10-20 години, какви сме сега, кој знае какви ќе бидеме на 60-70 години ако и ги доживееме. Така да клетката старее и самиот организам старее. Во однос на биологијата и медицинарите убаво ќе кажат дека се зголемува кршливоста на коските, моториката е ослабната, рефлексот на одговарање е забавен. Понатаму сонот, ние исто така го анализираме сонот, сонот не е толку квалитетен колку што бил порано квалитетен. Или е испрекинат, или е покус, или пак се будат и не можат да заспијат. Исхраната исто така е сменета, затоа инсистираме да имаат повеќе, помалку оброци кои што се разнолики. Се јавуваат хроничните заболувања како што се астмата, хопс, се јавуваат алергиите, карциномот, исто така се јавува, понатаму рековме деменцијата, проблемите со видот кои што почнуваат уште порано, меѓутоа во староста се нагласени. И сето тоа некако на стариот човек му создава како повратна информација дека јас не сум способен, јас не можам да функционирам. Особено моментот со самото одење во пензија. Еве сега ние од овој аспект кажуваме леле, едва чекаме да отидеме во пензија, малку да се одмориме, да имаме повеќе слободно време да го организираме. Меѓутоа моментот кога доаѓа чинот дека наскоро за година, 2-3 ќе се оди во пензија, стариот човек како да прима информација, мене веќе не ме бива. Мене веќе општеството не ме бара. Не му требам и јас се повлекувам таму некаде. Да. За жал. Една студија која што ја искоментиравме со вас, бидејќи и вие сте дошле до истата за она што во Јапонија се случува со старите луѓе. Во Јапонија
живеат над 1100 годишници. Значи има многу повеќе кои имаат над 100, но точно 100 години имаат веќе 1000 луѓе, а најстарата жена ми се чини дека има негде 117 години. Па ме повлече ова статистика да ве прашам кој живее кај нас подолго и на што се должи тоа, како во Јапонија, од што тие имаат толку долг век, дали е од воздухот, дали е од здравиот животен стил или од нешто трето? Па знаеме дека таму се е некако поедноставно. И јас мислам дека филозофијата на животот е баш во едноставноста. Но таму нема и обезни луѓе. Во Јапонија нема гојазност. Да тргнеш да се шеташ по улица, да бараш човек кој што има вишок килограми, на вистина нема да имаш прилика да го сретнеш. Точно. Тие се вреден народ, поедноставен, каде што имаат режим на живот. Така да, постојат најголема стапка на старост во Јапонија, Германија, Италија. Кај нас исто постои и старечко население, затоа што наталитетот е намален и затоа што имаме, како да кажам, иселување на народот и некако само старото население како да останува тука. Може би тоа се должи на моментот што во некои земји, како што Јапонија, постои дури, што не кажува тоа, постои светски ден, празник, денот на старите луѓе, каде што се одава почит на старите луѓе. Мислам дека тука кај нас на Балканот некако пак се тие предрасуди, маргинализација на старите луѓе, некако ги ставаме на страна и тие се доста ранлива категорија, старите изнемоштени луѓе. Во однос на тоа кој живее подолго, мажите или жените, не знам како ќе им звучи на гледачите, меѓутоа жените живеат подолго од мажите, не затоа што некој знае да каже затоа што жената ете од инат знае подолго да го надживее мажот. Не, туку затоа што биологијата на женскиот организам е скроена да таа живее подолго заради XX хромозомите, каде што мажите имаат XY хромозоми, бидејќи жената го има естрогениот хормон, кој што е многу добар за срцевите заболувања. Исто така, бидејќи жените не се впуштаат во толку ризични однесувања колку што мажите се впуштаат, во агресивни чинови, во брзо возење, конзумирање на алкохол, дрога и така натаму. И можеби затоа што со самиот чин на старење и одењето во пензија, кога старите луѓе добиваат, пак ќе речеме, големо слободно време, некои жени се умешни во односот на структурирање на слободното време. И некако на тој начин се штитат од тагата, депресијата и општеството што праќа порака таа колективна општествена старочка депресија. Така да тогаш жената знае да се сврти повеќе пак на внуците, на своите деца, љубовта да ја пренасочи можеби кон некои активности, плетење, готвење. Да си најде работа, да се чувствува запослена дека е, па дури и дома во домашни услови, да. Некои жени вистински уживаат во таа улога и едва и го чекаат своето пензионирање и честитки за сите такви, не само жени, туку и мажи. Се разбира, има и мажи кои знаат да бидат продуктивни, исполнети и непрестано зафатени во текот на пензионерските денови. Такви имаме ние и гледачи кои што ни се јавуваат. Кога, Розалија, сметаме дека настапува периодот на трето доба? Кога велиме дека сега сме во трето доба и дали тоа се поклопува со пензионирањето, со официјалното пензионирање, кога веќе завршува нашата активна работа? Третото доба започнува некаде ориентационо околу 55-та, 60-та година. Некои велат, нели, кога веќе жената ќе престане да раѓа, кога влегува во менопауза, кога влегува, па понатаму веќе организмот старее, меѓутоа таа некоја кулминација е околу 60-та, 65-та година, а над 75-та година е четвртото доба. Така да процесот на старење е неизбежен процес и составен дел од нашиот живот. Ако првото доба е детството и адолесценцијата, ако второто доба е зрелоста, каде што сме продуктивни, создаваме семејство, напредуваме во кариерата, третото доба е каде што малце се повлекуваме... Припрема за пензија. Точно, така некако. И веќе четвртото доба е каде што ги береме плодовите од нашите успеси и веќе организмот почнува да не
Да ни откажува. Да ни откажува, да не замамува, дека не можеме толку брзо да одиме да се движиме низ животот, туку подобро да поседиме, да се одмориме и да се грижиме повеќе за себе. Така. Брачните односи и социјалниот живот не се исти во секое доба и предпоставувам дека има тука многу аспекти поврзани со се она што ни се случува на биолошко ниво и на сето она како ни старее телото, ни старее и умот, па така и релациите помеѓу брачните партнери, ако се уште двајца и се уште заедно, па и нивните социјални контакти не се исти, нели? Не се. Се менува, затоа велиме животот е динамичен, не е константен, тој е променлив. Зошто толку многу се караат брачните партнери во староста или во тоа трето, четврто доба? Едноставно, анализирајќи ги многу брачни парови кои сум имала да ги прилика да ги запознавам, па дури во доцните години, некако како да, некај сите, се појавува една нетолеранција, една нетрпеливост, апсолутно во се конфронтираат. Различно е. Оние кои што живееле посрекно и оние кои што имале потопли односи, веројатноста да во периодот на третото доба и во периодот на пензионирање ќе имаат потопли односи меѓу себе и ќе се поддржуваат. И ќе се свесни дека си требаат еден на друг многу. Не само за разговор, туку едноставно да ние сме социјални битија, нас не треба некој да биде до нас. Така да тие кои што негувале подобри односи, кои што биле покомпатибилни и во минатите периоди од животот, веројатноста да во староста бидат уште покомпатибилни, да се надополнуваат, да се организираат, кој ќе ги чува децата, кој ќе ги купи лекарствата, што ќе јадеме денеска, дали утре ќе одиме на гости или ќе ги викнеме внуците и децата на ручек и нас и така натаму, е многу поголема. За разлика од оние кои што биле покавгаџии и оние кои што биле тврдоглави, нема да се намали кавгаџијата да биде попуслив. Поблаг, туку ќе биде уште поголем кавгаџија, а тука да ги надокнадиме, да ги накалемиме моментите дека се помалку толерантни, дека доживеале кој знае што во минатото, дека толеранцијата на фрустрацијата е намалена и дека полесно избувнуваат. А на кого полесно избувнуваме? Избувнуваме најчесто на оние кои што се до нас. Тоа се брачните партнери, тоа се нашите најблиски. Семејството, така. Она афера, онај хорор кој што го доживувале старите лица во два приватни старски домови кои нема ни потреба да им го споменам името, и онака се веќе затворени, едниот во центарот на градот, другиот во Бутел, ја разбранува јавноста и не натера сите ние да размислуваме какви се условите во многу институции каде што ги сместуваме нашите родители, нашите блиски, нашите сакани, за кои не секогаш се изнаоѓа начин да се згрижат во домот каде што живеат, туку понекогаш и нивната здравствена ситуација налага да не можат семејствата да се грижат за нив, па ги даваат по домови. Сигурна сум дека и членови на семејства кои што имаат своји родители се многу вознемирени овие денови и така да затоа се вршат и контроли и инспекции, како што видовме и во вестите. Какви услови заслужуваат старите лица и дали некој сето тоа го контролира кај нас? Јас секогаш кажувам дека нашите контроли, надзори, инспекции треба да бидат малце почести, поригорозни, без разлика на која област станува збор. Меѓутоа, старите лица, како и сите луѓе, без разлика во која животно доба се наоѓаат, потребно е да живеат еден достоинствен начин на живот. Тоа би значило дека доколку ние, зрели, во периодот на зрелоста не можеме да се грижиме за нашите родители, навистина многу е добро што постојат старечките домови, меѓутоа не било какви старечки домови. Старечки домови кои што ќе бидат вториот дом за старото лице. Старечки домови кои што ќе имаат топол простор и амбиент, каде што ќе бидат згрижени 24 часа старите луѓе, каде што ќе има 3 топли оброци, каде што ќе има ужинки, каде што ќе има стручен персонал од лекари, медицинари, каде што ќе има катче за слободни активности кои што тие на тој начин ќе се социализираат со другите стари лица, каде што ќе биде овозможено да доаѓаат од надвор нивните
роднини, сродници, внуци, така натаму да ги посетуваат за да се одржува таа нишка, каде што ќе постои едно делче, каде што ќе можат да ја покажат својата религија, да ги покажуваат своите религиски, верски обичаи и традиции. Исто така, каде што ќе има стручни лица во однос на психолози, психотерапевти, социјални работници, кои што континуирано не да ги анимираат, туку ќе работат стручно. На нивото ментално здравје, да. Точно. Затоа велиме дека тие места треба да бидат топли места каде што ќе има достапност, значи и старите лица кои што имаат хендикеп, телесен хендикеп, да можат да лесно да се движат и да борават таму во тие простори, каде што треба да се свати дека староста не е болест. Меѓутоа, со староста доаѓаат болестите. И болестите уште повеќе ја забрзуваат староста и стравот од смрт и смртта е тука некаде. Затоа убаво е, значи, периодот на староста да се биде испочитуван, достоинствен и да му се овозможи еден достоинствен процес на живот на стариот човек. Ви благодарам многу. Верувам дека со големо внимание ве следеа повозрастната популација која е секогаш овде секој утро со нас и се надевам дека на некоја тема следна повторно ќе се дружиме. Секако. Така, благодарам. Благодарам. Исто така огромна благодарност и до нашите гледачи, до сите вие од земјава и надвор од земјава кои што сте редовно со нас. Нека ни е честит утрешниот празник 11 октомври, денот на народното востание. Да си го прославите онака како што сте си замислиле. Немаме продолжен викенд, но затоа ќе имаме добро време и високи температури. Довидување.